Вести на Слободна ТВ. Таму каде што има плати далеку од просекот, треба да се намалат, смета премиерот Димитар Ковачевски како еден од начините за намалување на трошоците согласно со планот за фискална одржливост што ги усвои вчера владата за буџетските корисници. Ковачевски рече дека целта на фискалниот сет мерки е преку намалување на расходите и зголемувањето на приходите да се ослободат финансиските средства за подобро справување со енергетската криза. Со вчера усвоените мерки за ублажување на енергетската криза и ценовните притисоци од 350 милиони евра, вкупно пакетот антикризни мерки изнесува 750 милиони евра, што потенцира Ковачевски директна финансиска помош за најранливите категорија граѓани, за ликвидноста на малите и средни предпријатија и даночните олеснувања кои значат помали даночни приходи за државата. Со планот за фискална одржливост и поддршка на економски раст се задолжуваат сите буџетски корисници, а им се препорачува на единиците на локалната самоуправа, јавните предпријатија и трговските друштва во државна собственост во рок од 2 недели да достават пополнат акцијски план за консолидација на расходите. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски денеска предложи пакет мерки за стопанството, компаниите и граѓаните за кои што се надева дека ќе бидат разгледани од владата и прифатени. Мицковски ја повика владата да ги прифати овие мерки, но исто така критикуваше дека вчера предложените владини мерки се задоцнати, недоволни и не се однесуваат на компаниите. Првиот предлог на ВМРО ДПМН е вишоците струја кои ги произведува АДСМ, кои се јавуваат во текот на ноќта и викендот, да бидат отстапени на стопанството и тоа од 1 ноември до крајот на кризната состојба. Втората мерка е секоја компанија која ќе плати цена на струја која е над цената на регулираниот пазар на електрична енергија на струја, кој што е пропишано од страна на регулаторната комисија за енергетика, тарифникот и таа да изнесе од прилика просечни 200 евра за мегават час. Секоја цена над таа што ќе платат компаниите, половина од разликата да ја преземе државата. Мицковски предложи како мерка викенд без ДДВ за основните прехранбени производи, интервенција во законот за личен доход, како што ќе поднесат измени во собранието, да се одложи скалестото оданочување од 1 јануари 2023 година. До крајот на неделата би требало да бидат готови анализите што ќе ги прави Министерството за економија за можноста да остане летното сметање на времето со цел поголеми заштеди на електрична енергија, изјави министерот за економија Крешник Бектеши. И премиерот Ковачевски изјави дека во моментов не би можел да каже каква одлука ќе се донесе се додека не бидат познати анализите. Министерството за економија вчера доби задолжение од владата да ги разгледа можностите околу евентуалното продолжување на примената на летното сметање на времето со цел дополнителни заштеди во општата потрошувачка на електрична енергија. Зимското сметање на времето почнува од последниот викенд во октомври, со што стрелките на часовникот се поместуваат за 1 час понасад. Според лидерот на опозицијата Мицковски, владиниот предлог за продолжување на летното сметање на времето ќе смени само 2 до 3% од вкупната слика од состојбата во државата. Повторно поскапуваат цените на горивата, дизелот за 3, бензините за 2,5 денари, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Од полнок новата цена на Евросупер 95 ќе изнесува 89 денари за литар, а 91 денар ќе се продава Евросупер 98. Екстра лесното масло за домаќинство ќе се продава за 97 денари, а по 100,5 денари евродизелот. Се зголемува и цената на мазутот и таа ќе изнесува 51 денар за килограм. Малопродажните цени на нафтените деривати согласно со методологијата за формирање на цените се зголемуваат во просек за 2,43%. Председателот на собранието Талат Џафери се уште не ја примил иницијативата за одржување на референдум од партијата Левица, соопшти неговиот кабинет. Оттаму наведуваат дека во моментот кога официјално ќе ја примат иницијативата, ќе информираат преку соопштение за одговорот на председателот на собранието кон подносителот на иницијативата. Партијата Левица во петокот поднесе иницијатива за референдум со 750 собрани потписи. Референдумското прашање што го предлагаат е дали сте за продолжување на преговорите со Европската унија со прифаќање на собраниските заклучоци од 16 јули 2022 година.
Пратеникот и лидер на левица Димитар Апасиев тогаш изјави дека процедурата институционално би била комплицирана, изразувајќи надеж дека ќе се исплати, бидејќи формално правно прашањето јасно е поставено и дека не очекува од претседателот на собранието Џафери да го отфрли. Премиерот Димитар Ковачевски потврди дека владата денеска формално ќе ја испрати до собранието номинацијата на Ристо Пенов за нов министер за локална самоуправа, откако тој ќе ја подпише. Владата претходно ја прати и оставката од функција на Горан Милевски со партиецот на Пенов од ЛДП. Милевски поднесе оставка функцијата на 20 септември годинава, откако што информираше лични причини. Премиерот Ковачевски уште еднаш потврди дека освен во ова министерство не очекува во смени во владиниот состав ниту на министерските позиции на кадрите на ДУИ. Председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска вели дека нема основа за отворање случај против премиерот за случајот Бројло, откако тоа го побара опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ побара антикорупцијска комисија да отвори предмет со кој ќе истражи дали премиерот Ковачевски е вмешан во криминал вреден 26 милиони евра во врска со бизнис за производство на струја. Белорусија и Русија ќе распоредат заеднички војни единици на своите западни граници како одговор на ескалацијата на тензиите, изјави белорускиот претседател Александар Лукашенко. Лукашенко прецизираше дека двете држави ќе распоредат регионална војна група чие оформување почнало пред 2 дена веднаш по експлозијата на мостот на Крим. Лукашенко се повикал на подпишаната соработка меѓу Москва и Минск, која подразбира дека во одредени услови може да се користи заедничка одбрана подпишана меѓу двете држави. Во меѓувреме согласи рускиот претседател Владимир Путин, кој порача дека денешните ракетни напади врз бројни украински градови се одговор на терористичките напади на руска територија. Путин се закани дека во наредниот период ќе следат уште поостри напади и одговор од денешниот. Ги следате најновите вести на Слободна ТВ.